присуството од 32 обработени избирачки места. Сакам да ги прочитам податоците, односно резултатите од овие локални избори 2013 година. Од вкупно 50.656 гласачи за Александар Петрески, односно кандидатот на Сојузот за иднината и актуелен градоначалник, гласале 5204 граѓани, додека за против кандидатот на ДПМН Никола Бакрачевски гласале 7794 гласачи. Ова се податоци од 32, повторувам, избирачки места. Она што го имаме вработено за листата на советници на Сојузот за иднината и ВМРО ДПМН, само ќе ми извините, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Сојузот на иднината има 2061 глас, додека ВМРО ДПМН и коалицијата има 2868 гласа. Разликата веројатно ќе пресметате. Логика и кога нема логика, не смееме да дозволиме рациото да биде под емоцијата, односно секогаш треба да ги гледаме рационално работите. Овие избори, факт е дека се случија многу неправилности. Овие избори можеби завршија денес и се крија позади параванот на демократијата, меѓутоа сите вие и представниците на медиумите и сите луѓе кои што дадоа поддршката на Сојузот за иднината, дури луѓето од спротивниот табор, знаат за какви притисоци стануваше збор, сите знаат за паркираните џипови пред изборните штабови, сите знаат за сите градски муабети кои што очигледно дека се вистина. Ваква е состојбата во цела република, што значи дека имаме една диспропорција помеѓу оние луѓе кои што гласале за советничката листа наспроти тоа што се гласало за градоначалник. Кога ќе ги погледнете аналитички овие избори, ќе сватите дека надвладеа не демократијата, туку она што цело време го повторувавме, режимот. Меѓутоа, граѓаните на Република Македонија треба да знаат вистината, ќе го почекаме утрото, заради тоа што е поумно одлучна, и тогаш официјално со сите приговори ќе соопштиме што конкретно мислиме дека се случи на овие локални избори 2013 година. Во теков на овој ден како прес-центар активно работевме со целиот мој тим во поддршка на кандидатот на Сојузот за иднината, а пред се во поддршка на демократијата и вистината. Констатиравме многу нерегуларности за кои повеќе од сигурно дека ќе поднесеме приговор. Имаме фотографии од настани каде што носе луѓе на гласачки места. Овој пат не знам дали се бираше градоначалник на Охрид или градоначалник на Поградец. Имавме многу причини за да бидеме сомнителни, без оглед на тоа не дека не сме достоинствени затоа што сме поразени, затоа што мислам дека ваквиот пораз не е вистински и овие резултати не влегуваат во служба на демократијата и она што претендира Македонија да стане еден дел од европското семејство. Во избирачкото место 1, 2, 5, 3, тоа е Зоил Македонија, имавме гласачки ливчиња кои што беа со наслов дека се за кандидат за градоначалник на општина Карпош. Имавме многу неправилности. За сето тоа, како да се повторам, ќе реагираме. Сите сме сведоци како граѓаните ги ваде од своите домови и ги носеа на избирачките места. Меѓутоа најважно од се да останеме разумни, да направиме ова да биде на пристојна земја, ова да биде еден пристоен град за живење, заради тоа што ова се локални избори, и со самото тоа да придонесеме една сериозна, зрела, демократска атмосфера. Ви благодарам што константно не поддржувавте како медиуми, ви благодарам и за денешното присуство. Во моје име, во име на Сојузот на советници од Сојузот за иднината, како и од нивниот, како и кандидатот за градоначалник Петрески. Сите информации кои што ќе ги имаме дополнително, сите кога ќе се обработат тие 72 избирачки места, ние повторно ќе застанеме храбро и ќе го презентираме резултатот кој што го имаме. Ви благодарам и дали имате прашања.